Ние се обидуваме да ги прошириме капацитетите за паркинг. Услуги имаме без зона, се обидуваме да ја воведеме во соработка со граѓаните, како што ветиви на изборите, за сите оние граѓани кај што ќе се вцрта без зона, паркинг од граѓаните кои што живеат на тие адреси ќе имаат бесплатен паркинг, нема да плаќаат, додека останатите ќе плаќаат согласно одлуката која што е на сила, донесена од страна на Советот уште пред повеќе од 9 години. Во однос на расчистување на локациите, во моментов се расчистува локација Табакана, каде што се извршуваат сите времено поставени објекти. И јас во оваа прилика апелирам особено до собствениците кои што тој простор го користеле државното земјиште на тие локации апсолутно бесплатно со децении, да бидат многу поревностни да ги дислоцираат самите објекти, во спротивно општината ќе ги изврши истите, ќе ги дислоцира и ќе бара надомест за интервенцијата за извршување. Даваме уште некои куси рокови веќе на таа локација, како што најавив и изборите, немам намера да реализираме градеж на маркица, да се гради стамбено-деловен комплекс, како што е предвидено, туку имаме намера да реализираме проширување на паркинг капацитетот, дополнително со еден модерен урбан сквер, примерот кој што веќе до крајот на оваа година ќе го изградиме на локациите кај што веќе извршивме такви објекти, а тоа е градскиот плоштад, на локацијата клуб кај што беше кафичот и дополнително пред зградата Вајкики, за кои што денеска се предвидуваат пари со ребаланс на буџетот. Што се однесува до локацијата поранешно хемиско чистење, значи ние сакаме да исчистиме таа локација, таму имаме вцртано градежна маркица согласно генералниот и деталниот урбанистички план за подземна и надземна катна гаража, тоа што во моментов не сме финансиски во можност да ја реализираме поради огромната експроприација, за да се откупат дел од куќите кои што се наоѓаат таму, да бидат експроприирани и дополнително финансискиот концепт. Вчера имавме разговор со јавно предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, кои што се собственици на најголем дел од времените објекти таму, за кои што тие поседуваат имотен лист и ќе се обидеме во некој партнерски однос во скоро време да го надминеме тоа. Истиот проблем го имаме и на локацијата Чоробенско ќоше, каде што знаете дека се стопанисува со еден паркинг и се даваат паркинг услуги спротивно на сите законски прописи и норми, веќе со години, и јас имам намера да ставам крај на сето тоа и да ги дислоцирам сите оние времени објекти на таа локација, дополнително склонопадните објекти, за кои што има големо негодување од собствениците, меѓу кои е и една од собствениците ова јавно предпријатие, ги имаме прогласено за склонопадни и доколку не ги срушат самите, ќе мораме да ги извршиме се со цел да се расчисти таа локација. Општина Куманово по закон го има тоа земјиште, но за жал истото е дадено со корисничко право на користење на јавно предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, кое што тоа право го има пренесено на некоја фирма, која што врши спротивно на законот дејност и дава услуга паркирање.